За денеска најавен е протест на граѓани во Кочани за одговорност за трагедијата во дискотеката Пулс, во која животот го загубија 59 лица. Во Кочани е Маја Стојановска, ја имаме во живо вестите. Маја, протестот беше најавен преку социјалните мрежи, требаше да почне сега, точно во 15 часот, па дали веќе почне и какви пораки се очекува да бидат испратени? Борче, како што беше најавено, протестот требаше да започне во 15 часот овде во паркот на Револуцијата во Кочани, меѓутоа како што може да се забележи и зад мене, граѓаните допрва доаѓаат и допрва се собираат овде. Целта, како што велат тие, да се побара одговорност по трагичната несреќа која што се случи овде во Кочани, во која животот го загубија 59 лица, а 196 беа повредени. Како што каже и ти, самиот протест беше најавен на социјалните мрежи, а според она што ни го кажаа самите граѓани овде е дека тоа ќе продолжи во текот на наредните денови. Според информациите кои што ги добивме, утре околу 13 часот на истото место граѓаните повторно ќе се соберат, пошто ќе започне мирен марш низ самиот град. Граѓаните со кои што успеавме да поразговараме пред малку повторија дека тагата и болката се огромни, тие никогаш нема да престанат и дека правда и одговорност мора да има. Предлагам да ги слушнеме. Ово што го има кај нас во сега што се дешава. Значи, да не зборам за цела Европа, не суми да вакво нешто. Демократијата значи слобода. Слобода, али да има и ред и мир за секого. Жалам и ќе жалам за овие млади деца, тоа можам да го кажам. Мада тешка е ситуацијата, не можам да ја објаснам. Пораката да биде се мирно, да нема проблеми, да не си правиме меѓу себе. Друго што да кажам. Треба ли надлежните да превземат нешто повеќе? Секако, ја мислам дека треба да преземат. Да не е како до сега што беше. Да има луѓето што се живеат, па да се живеат едни со други. Да нема омразија. Тоа е очај на народот и голем револт, затоа и мирен протест има и денеска и утре во 12:30 часот. Сметате ли дека треба повеќе да се превземе за вакво нешто повеќе да не се повтори? Многу повеќе треба и тоа на ниво на Македонија, не само кај нас во Кочани, во источниот дел, на ниво на Македонија, пошто постои голема корупција и криминал во Македонија. За жал немаме зборови за утеката и секој и дека и да се соберат ништо не може да направиме. Градот ни е веќе години и години не можеме да поднесеме болката и тагата. Мирен марш за впонеделник исто така е најавен и во Скопје од иницијативата Кој е следан, со почеток во 18 часот и 59 минути од градскиот плоштад Македонија во Скопје. До недела ќе молчиме, но од понеделник тишината завршува. Од понеделник се гледаме на улиците гласни, безкомпромисни и обединети, стои во објавата на социјалните мрежи на иницијативата Кој е следан. Исто така независниот студентски сојуз за впонеделникот за предплатото ноќем со почеток во 13 часот најави пленумски собир на студентите. Она што таму апелираат е да нема никаква политичка вмешаност, бидејќи како што велат станува збор за искрено делување и организирање на самите студенти и на никој друг. Да повторим уште еднаш, граѓаните полека овде се собираат. Исто така најавата е дека протестите, мирните протести ќе продолжат и во текот на наредните денови, а наредниот ќе биде утре со почеток во 13 часот од овде од истото место, пошто ќе следува мирен марш низ Кочанските улици. Тоа е се за сега од овде студио. Маја Стојановска во живо од Кочани, ти благодарам.